мојот живот ми се случи најтешка трагедија 1957 на 18 јули, кој отидов да уживам во убавините покрај Охридското езеро со едно друштво од Словенија. Беа две женски, едната се викаше Елизабета, другата Роза и тој другарот Јоже. Јас случајно со нив се запознав во Тито Велес. Они бара еден придружник за да ја однеси покрај Охридското езеро. И отидов со нив. Како сега се сеќавам, дојдовме со таксија, баш овде и запревне. И тука сретнавме еден пристар човек така, кој чуваше свињи на ова стопанство. Викаме, можеме ли овде да пошетаме малку на убавине? Вика, може, а сакавме после да одиме на Свети Наум доле. И така почнавме. Одовде кинисавне, право навак. И си одиме се по оваа шумава. После, не знам колку време треба да имаше негде, пол сат и повеќе, си искачивме горе на оваа ричкава во шумата. А тука ти било па албанска граница, југословенска-албанска граница. Ние уопште не знаеме. Сечена шума и во шумата седнавме тука, ладно, и малку бевме изморени од што одовме нагоре. Едната девојка што беше Роза, викаш, убаво цвеќе од чај мирисаше, сакаше она да набере неколку букети. И реков, седите вие, ја ќе одам. И од кај што седевме, па не се одвои многу далеку, 50 метрали беше, 100 метрали, и отидов натак. Кога оно ти било албанска територија. Одеднаш ми излезе од земја со гранки војник албански и ми рече по албански мослуј. Значи тоа значило по наше стој. И ја инстинктивно застанов. Ме удари со кундак овде по плешките и паднав. Па ме зеде ме крена и пукна во ваздух, а јас се исплашив. Му дојдоа на помош двајца граничари. А во тоа време свеќето од чај што ја го имав раци, набрано 4 букети за сите нас, ми падна од раци он кога ми викна мослуј, мостој. Значи тоа на наше стој. Ме врзаа со едно сиџимче назад и со тепање ме однесоа баш преку ова риче во едно село се вика Лин. И таму имаше ова команда војна, ме предадоа на нив. Ме зедоа во канцеларија, донесоа еден војник кој знаеше на македонски да зборува. И ме прашаа први податоци. Од каде сум, како се викам. Јас се викам Панов Љубе, му реков. Роден 1938 година. Од Тито Велес. Мајка Васа, татко Јане. И инсистирав и викав дека не сум ја виновен ништо, ја сум влегол по грешка кај вас, зашто гледам ја, тие не се наши граничари, не е наша држава. Тоа нешто, вика, ние не знаеме, ние сме војна служба, ќе те предадиме на надлежните органи, па они нека те вратат или што ќе биде, они знаат. И после по пол сат дојде еден војни джип
врзан со двајца официри, ме спроведува, ме однесува во едно градче Поградец. Ме однесува таму и таму податоци исти слични ми зедоа и ме однесува, ме затворија во една самица. Дојде вечерта еден војник и ми фрли као на куче една порција со мармалад и еден леп ми одаде, ваков лебот беше, као плитар, црн чуток. Пронеќав вечерта тука, ништо не ме праша веќе. Утрото спровод ме однесува во Корча. Во Корча ме однесува во самица. Таму имаше едни големи ќелии. Преноќева утре дента, ме зедоа, ме спровод ме однесува за Елбасан. Од Елбасан спровод за Тирана и во Тирана во централна истрага таму, во еден затвор страшен. Една врата железна отвори се, друга и ме затворија во една најтешка ќелија самица. Беше висока едно 5 метра, долга 2, а широка 80 сантима. И бетон, жив бетон, ништо немаше. Благодарение беше лето. А тука ми донесува па еден другар, да не бидам сам. А тој се викаше Бајрам Куртеши по народност, албанец, од Дебар, наш Дебар, пошто имало и мал Дебар и голем Дебар, така викаа они во Албанија. Он ми кажа, избегал од Југославија, имал оружје, пиштол без дозвола и да се борел против нас. Не мразел нас за голема Албанија, што знам таму. Така го васпитале родителите негови. Татко му бил балист, што бил таму. И со истиот пиштол ми кажуваше он, кога го викаа на истрага на сослушување, го тепале по глава албанските иследници. Му викале, ти не си патриот, не си дојден за Албанија, него те пратиле, рече, титовистите, рече, агент против нас. Па си ја чукаше главата вака, реле, мајко, рече, Југославио, како ја, рече, вака избегав, што убаво ми беше. Па беше работел и чувар таму во некој предпријатие, поверен се. И сега двајцата си кажуваме маките, станавне пријатели. Сега он не мрзел нас национално, шовинистички васпитана, и сега од иста мака, од неговите таму, следбеници што беа, што и замислуваше човекот, сега сме пријатели. Чим шумата гори, и лисицата, и мачорот, и волци, и сите од опасност, мора да се грлат сега, двајцата в затвор беа. Му викам ја, и мене ме мачат. Ја по грешка сум легол во Албанија, а они ме тераат мене да признавам дека ја агент сум легол таму. Сега што правиме? Ми вика, мене вика, за него се убедиле дека не бил пратен. А за мене не се убедуја, ме тепаа. Ми викаше тој следникот, го вика Таир Муареми, завршил академија војна во Загреб за време кога беа со нас до 48 Југославија, го школувала као подофицер. Српски знаеше и македонски, бил од целата од Струга. А после 48, после инфобирото, избегал во Албанија фамилиарно. Вика, Љубе, ние бараме од тебе или да признаеш дека си пратен како шпион, или па признај дека си избегал. А за да си залутал, да си влегол по грешка, тоа ние не го веруеме, не го признаваме. Му кажувам на овој Бајрами во самица, вика, Љубе, нешто смисли и излажи. Ама немој, вика, да смислуеш, да излагуеш дека си пратен, зашто и државата ќе брукаш, вика, види сега, непријател беше против нас Бајрами, ама сега види па што убаво се освести, како убаво мене ме саветуе. Вика, него поарно смисли, речи, избеган да си. Поарно, рече, само куртули се сега, бадијава и да му викам дека не сум избеган, дека сум легол по грешка. Ама како сега да речам избеган и да замислувам, а влагата не уидисуе, секоја влага која не е вистина, нели не парира. Тутре дента кога ме викна, слушај, вика, Љубе, вика, македонскиот народ и албанскиот биле ставно во робство заедно, вика.
од српска окупација, од бугарска, од грчка и во турско време вика ставно савјазници. Рече, сега кажа убаво, рече. Ти вика, оти да не видиш, вика, вака, вика, и се смее, дојде еден пуковник, па се смеја со мене као будала и му вика на тој пуковникот. Аш шејтан будава, по Ашга фамилија патриотике Македонија. Вика е, ѓавол будала, вика, ама е од порекло патриотско, вика. И вика, ами за Албанија и Македонија да биле две држави заеднички. Па почна да ме убедуваат дека ние македонците сме биле од албанско племе. Па јас се смеам зашто татко ми беше за Македонија се бореше. Па еден дедо имал не ние илинденец. Сега бугарите викаат дека бугари. Грците грци, србите за време монархија српска срби, сега па албанците па и ние сме били нивни. И донесоа после 2 дена лекари, албански доктори, а јас се правев будала. И напишаа таму дека сум бил ненормален, значи роден ненормален, ама сум потекнувал од патриотска фамилија. Потоа, по првата истрага, кога се спасив, ме однесоа у бегалски логор за бегалци у Лакатун. После по 3 дена таму големи маки кои видов, се мачеа сите, као робијаше ја не као бегалци. Ја немав друг излез, морав да бегам и покушав прво бегство. Ме фатија и не ме осудија, бидејќи бев прогласен како оболен душевно. Ме однесоа во втор најзлогласни логор, Семан, кој таму најдов околу 2000 души бегалци, сите од разни народности од Југославија, со сите категории, балисти, усташи, сталинисти, залутани, киднапирани од сите врсти. Таму беа најтешките искушенија, може да се рече, не као Матхаузен, ама слично, провокации, петеколонаши уфрлени од Сигуримот, кои не провоцираа, не тераа да работиме као робјаши. Семанско поле, кое е тоа големо покрај Јадранско море, странците го исушија од мочуриште и сега слави Албанија као најубава плажа, а тоа е од крвта и коските кои паднаа од југословенските граѓани, кои градеа за парче леп, а отишле тоа Божен за да ослободат Југославија. Потоа таму се састанав со прв сусрет со еден илинденец Лазо Василевски Трпов од село Стење, кој 1948 година го фатиле во Мала Горица, македонско село Мала Преспа, си отишол по говедата и го осудиле на 20 години робија, тоа Божем као агент, титовист, му ги исекле раците и немаше раци. Ја го служев како мој татко. Он ме воспитуваше и ми даде задача, ако можам да се спасам, да се вратам во Југославија и да кажам на фамилијата и на децата негови. Покушав ја да бегам, ме фатија после 3 дена и ме осудија 1,5 година. Потоа, па ме вратија назад во злогласниот логор Семан. После по 6 месеци поново избегав. Ме фатија и ме осудија, ме фатија по право и на истрага ме мачеа 6 месеци во централна истрага во Тирана. Ме мачеа, ме тепа, ми искршија нога, рака и ме тераа насила да признаам да сум пратен, така речена, они викаа удба титовистичка. Ја немаше што да признавам. После тие мачења, најстрашни учели кои ми даваа леп 300 грама, црн као плитар. И најпосле ме принудија најголемите тешкоти што беа, ми донесоа полкило сирење и леп и ме облекоа важно во важен костум, а тој бил од некој што го стрелале, некој човек од одделото него. Ми направија како да ми изгледа дека ќе ме враќаат за Југославија и ми рекоа: сега
Ако сакаш за да признаеш себе истината, ќе се спасиш. И јас се најадов, мислејќи ќе ме вратат. Кога после не ми дава вода, ми го зедава оделото и следникот рече: Зои Жаво, вода не ти даваме додека не признаеш. И ја не се сеќавам убаво, изгубен бев душевно, дали сум признал нешто или не знам, ме изнесоа на војни Врховни суд во Тирана. Тоа се случи на 22 јули 1960 година. После 3 бегства неуспешни, ми товарија обвинение бегство преку граница по член 255, 73 член за агитација и пропаганда против народната власт, нивна таму. Ми ставија член 65 за шпионажа и јавниот обвинител бараше смртна казна. И ми викаше дали се сложувам со обвинението. Бидејќи ја бев убеден дека ќе ме стрелаат, ја реков да живее Југославија, да живее Македонија, да живее маршал Тито, доле сталинистичка банда, доле Енвер Оџа. И тоа се расипа судот, го одложија, 5 милицајци ме фатија, ме зграпчија, ме врзаа и ме тепаа, сиот со крв бев облеан и ме вратија назад во смртна ќелија. Ме врзаа со ланци и чекаа наредба озгора, зашто судевите во енверистичките правила во Албанија не суделе, него имале они цедулица унапред што да ме осудат. Па затоа, чим сум држал таков став, го нарушиле судењето и да чекаат нова наредба. По 2 недели ме мачеа во смртна ќелија, после поново ме изнесоа на суд и никого не примеа у салата. Салата, првото судење тогаш, беше преполна. Мене ми се чинеше утисак дека се тие граѓани, цивили, а тие биле сите агенти на Сигуримо со специјални дозволи. На брзина, они заседаваа 5 минути и дојдоа и ми изрекоа, се плашеа да не умрам, оти беа слаб и потресен, ми изрекоа 25 години строг затвор. Ме однесоа во најстрашниот затвор Бурел, ме држеа таму. После ме преместија во Влора затвор, во Тирана, во Бауч, во Спач, Рубик и најпосле, последните години во Бауч, Фиер. После тоа, таму најдов многу затворници наши, граѓани југословенски. Берган Вјегослав, кој душевно се побудале, суден на смрт, чекал 6 месеци одлука, а уметник се шетал низ Албанија, мислејќи дека може да помине као турист. Тоа се случило 53 година. Јовица Червенко, 25 години, Симон Маркови, 25 години, па и друзи поред. А таму најдов и друзи југословенски граѓани во тоа време, кој најнамачен беше 35 години од Егејска Македонија, Васил Каптеловски, исто и Петре Ушев. По затворите и логорите низ Албанија, таму имаше и од други земји. Беа со стотици грчки државјанин, кој измеѓу нив имаше голем број македонци по народност, кои завршија трагично истепани, матратирани, намачени, дури истрелани. Најдо Гургулев и друзи поред во најстрашните логори кај Елбасан, Трбух, Тепелена, па дури и во едностопанство Члирими се викаше. Исто така имаше и граѓани италијани, тие не беа со нас, а измеѓу нас дојде во последните години од Америка Томас
со тири. Он заврши трагично. За 3 месеци го ликвидираа, зашто човекот не можеше да истрпи неправда, па дури и еден шпион што беше одговорен во затворот, Статиќе Хајевис, со боксови го изнатепа, го зедоа Сигуримот и милицијата албанска, го линчоваа и во самица умре за 3 дена. А во затворот Влора, таму му ја најдовне главата на еден од Словенија, Јозеф Франц, кој му подметнале важни документи, Џафер Мехмети од Ѓаковица, Косовар, најбезобразен шпион со Сигуримот. Ѓомити ставил, он бил пратен и мапа направил за една фабрика во градот Влора и го стрела словенецот. Поминаа годините, 23 години ја наполнав казна, ги испраќав сите, еден по еден, кој за Југославија, кој таму ваму, а ја најпосле останав, зашто така судбината ми беше. 1980 година, во израз на добрите односи кои ги изградила Југославија со Албанија, само за да бидеме добри, кој води миролюбива политика и неврзана, некако се успеа. И така, Албанија беше принудена по барање на нашата влада, реши да ме врате во татковината. Ме ослободија, под мотивација ми опростија 2 години, а 23 издржав. Ме пуштија и отидов во Тирана. Во Тирана се јави во нашата амбасада, ми дозволија да ми дадоа наша виза, путни лист, после албанската влада да ми даде. Се погоди таму еден најлош шовинист, Муфтар Бајрактари, по порекло балистичко, родителите му биле од Косово, а кој на власт во Албанија визи дава. Не ми даваше визи и ми сметаше. Ја ојдов, се жалев, зашто владата ми одобрила, а он ми сметаше за виза да ми даде. Па принудени беа владата албанска, ми дадоа виза со прогонство за 48 часови да ме нема од Албанија. До границата ме пратеа 2 агенти, маскирани како да биле супатници правни факултет. Дојдоа до Поградец, од Поградец со поштенско комче ме донесоа на Ќафасан и ме предадоа на нашите. Ме зеде Стојче, шефот од Струга, ме предадоа и фино ме дочека. Ја бацуев ја земјата и плачев во нашата татковнина, кога видов се изменето, коли, а во тоа време 1957 година немаше ништо во Југославија, ни телевизори, ни коли, ни ништо. Тоа станало едно голема измена, едно чудо за мене беше во животот. Ја радостен, потиштен, ми бучеа ушите, паметот, не знаев кај да одам. Гледам се убаво, се средено. Ме пуштија слободен да си одам за во Тито Велес при фамилијата. Кога не можев да поминам на магистралата во Струга, од коли што врвеа, се плашев, мислев да не ме згазат. Они не запираат, а имало правило кај да се помине, ја не знаев. Па се вратив назад, па беа принудени да ми даат човек, еден ветеран бил, борец, Бранко од Битова, он ме зеде и ме донесе до Тито Велес на станица. Од тука ми рече: Лупчо, можеш ли да си одиш? И јас си дојдов, едва ја најдов сестра ми во полноќ во 11 сатот. Немав поверение на никому да прашав, бев уплашен од стравотиите од Албанија. Ми се чинеше дека секој граѓанин што ќе го прашам, да не е некој шпион како во Албанија, да не ми направи нешто лошо. И така, полека едва си ја најдов фамилијата, сите плачеа, ме дочека, се е убаво. Прв пат се избањав после 23 години, ме преслекоа.
Кога пристигнав дома, правене план како со мајка ми да не ме види одма, да не се потреси и да умре. Од она беше заречено да ме видела еднаш и да умрела. Утре дента, од кај сестра ми, јавивне дека јавиле по телефон дека си идам од Албанија, од робија. Ама ништо не успеав, никога ме виде, падна, се потреси и целата се шлогира. Ја однесовме во болница, умираше 20 дена и стално ми викаше: сине, чувај се, да не те грабнат поново во Албанија. И почина. После тоа ја погребавме со сите правила и почести. После едно многу кусо време, мојата татковнина ме среди со се, ме стабилизира, ми доделија инвалидска пензија, стан ми доделија, потоа по едно 10 месеци се оженав, иако бев во жалост, морав, зашто годините поминаа. Па и природата и детенце ни даде, сега се ми е убаво и фино, ама уште сум потресен и ноќе и дење, и кога спијам, и во сонот се потам и викам кога ми излеваат тие страхоти. Можам да речам слободно и не се плашам од целото човештво во светот треба да знае дека поголеми злосторства и поголема диктатура нема да постои во историјата.